Преполовение на Педесетница. Празникот Преполовение се слави на средината меѓу Пасха и Духовден, односно на 25-тиот ден по Великден. Започнува да се празнува во четвртата среда после Великден и продолжува се до наредната среда. Значи има попразненство во време трајање од 8 дена, вклучувајќи го и денот на празникот. Сушност, црквата го одредила овој празник како една врска помеѓу двата претходно спомнати големи празници, Пасха и Педесетница, на тој начин соединувајќи ги во едно преку ова празнување. Црквата го именувала овој празник според настанот опишан во Светото Евангелие, кога Господ Исус Христос во третата година од својата евангелска мисија, на средината, односно преполовението, на старозаветниот празник Сеници, влегол во храмот и почнал да поучува. Цитат: А кога се преполови празникот, влезе Исус во храмот и поучуваше. Крај на цитатот. Јован, глава 7, стих од 14 до 36. Празникот Сеници бил еден од трите големи сенародни еврејски празници во спомен на пребивањето на евреите во сеници, односно шатори, за време на нивното талкање во пустината и посебно во спомен на настанот, кога Бог на гората на сениците му ја покажал на Мојсе скинијата. Исход, глава 25, стих 40. Која Мојсей требало да направи по Божјо упатство, како што пишува во Исход, глава 39, стих 43 и глава 40, стих 1. Празникот се славел 8 денови, а првиот и последниот ден биле посебно свети. Она што посебно го поврзува овој старозаветен празник со денешниот христијански празник Преполовение е прославувањето на 8-миот ден, кое се состоело од чинот на торжествено излевање на вода. Водоизлевањето всушност било како предзнак на излевањето на Светиот Дух, за кое Господ им кажувал на евреите токму на последниот голем ден од празникот Сеници, кога ги поучувал во храмот. Цитат: Кој верува во мене, од неговата утроба, како што е речено, ќе потечат реки од жива вода. А ова го рече за Духот, кого ќе го примат оние кои веруваат во него. Крај на цитатот. Јован, глава 7, стих 38 до 39. Значи, кога се преполовил празникот Сеници, Господ влегол во Ерусалимскиот храм и почнал да им говори на евреите. Во голема мера, она што Бог го говорел тогаш било тесно поврзано со настанот, кога Он кај бањата Витезда чудесно го излекувал раслабениот, а евреите исполнети со омраза и завист го осудувале дека ја нарушува саботата, а со тоа и законот, бидејќи тоа добро дело го извршил во сабота. Исус мудро им докажувал, подкрепувајќи се токму на законот, дека неправедно го осудуваат и ги укорувал за нивното неверување и лицемерие. Ете зошто во богослужбата составена за сегашниот празник може да се забележат многу делови каде што се спомнува токму за тоа исцелување на раслабениот и Господовото обраќање кон лицемерните и тврди по срце евреи. Цитат: На книжниците устите им ги затвораше, а јудејците ги изобличуваше Месијата Господ, зборувајќи им: Немојте, законопрестапници, по лице неправедно да судите, што во сабота раслабениот го подигнав, зашто сум Господар и на саботата и на законот. Зошто сакате да ме убиете мене, кој мртвите ги воздигнувам? Крај на цитатот. Од хвалитните стихири на утрената богослужба. Преполовение на Педесетница е древен христијански празник. За него во своите учења спомнува светиот Јован Златоуст, а светиот Анатолий Константинополски во 5-тиот век, како и преподобниот Андреј Крицки во 7-миот век и свет Јован Дамаскин во 8-миот век и преподобниот Теофан Исповедник во 9-тиот век, го воспевали и со духовни песни, преку кои црквата и денес го прославува Господа на средината, односно преполовението на Педесетница. Спомнувајќи неделата на раслабениот, кога се осветувала водата од ангелот во бањата Витезда, подсетувајќи се на Господовите зборови за изливањето на Светиот Дух врз верните и наговестувајќи ја средбата на Исус со Самарјанката што ќе се прославува наредната недела, црквата одредила во денот на преполовение
после литургијата да се извршува мал водосвет и да му се принесат молитви на Господа, да ги напои жедните со вода на благочестие, како што он возгласил велејки: кој е жеден, нека дојде кај мене и нека пие. Јован, глава 7, стих 37. Подготви СЛ.